До кога граѓаните ќе плаќаат вице-премиер за добро владење кој нема никакви резултати? Славица Грковска наместо да се бори со криминалот и корупцијата во сопствените редови, постојано се брани со своите скромни надлежности, вперувајќи го прстот во антикорупцијската комисија, која пак има само задача да истражува, но не и да постапува. Недозволено било да се користат службените возила, вели вице-премиерката, но министрите од ДУИ, иако по нејзина опомена, повторно го прават истото. Не сум го видела тоа во саботата, морам да признам, ќе видам за што станува збор. До сега ние сме покажале како кабинет дека не ни влијае за тоа за кого станува збор. Ова не е единствената злоупотреба, бидејќи за видео спот министрите од ДУИ си поставија фудбалски и кошаркарски теренчиња во канцеларијата која користи груби, а е направена од народни пари. И за ова Грковска само мисли дека не е добро однесување, бидејќи не било прифатено од јавноста, но каде се нејзините дела да го спречи самоволието на интегративците. Тоа не беше добро прифатено од јавноста. Не сметам дека е тоа начин на кој што функционерите би требало да се однесуваат и сметам дека треба да се има малку повеќе сензибилитет за тоа како функционерите би требало да се однесуваат. И кога конечно новинарите ја прашаа вице-премиерката каде им е на функционерите платени од народни пари, етичкиот кодекс и моралот со оглед дека секој нов ден, нов скандал ја здрмува и Линданска, Грковска си замина и не одговори. Само вице-премиер, бидејќи од секој ден се повторуваат од исти функционери, истите работи, истите скандали, истите криминали. Дали постои чувството етика и морал во функционерите? Не зборувам ништо. Јавноста се почесто е сведок на користењето државни ресурси за партиски цели. Последен пример беше настанот во организација на ДУИ лидерот Ахмети минатиот викенд, на кој министрите дојдоа со службени возила. На чело со првиот вице-премиер Артан Груби, министерот за економија Крешник Бектеши, за финансии Фатмир Бесими, за образование Етон Шакири ги искористија службените возила. Токму за арчот на државните коли за приватни цели на првиот дипломат Османи и првиот вице-премиер Груби, но и екс-министерот за животна Насер Нуредини, антикорупцијска утврди и побара мерки од владата, а Грковска само им испрати опомена која повеќе од очигледно ништо не им значи.